За годината што измина и за предизвиците во следната разговараме со директорот на Царинската управа Бобан Николовски. Господин Николовски, добре дојдовте во студиото на Република. Ви благодарам за поканата, со задоволство ја прифатив и поздрав до сите гледачи и до вас секако. Така, измина 25-та година, како ја оценувате во однос на вашата работа, во однос на претходната година? Можете ли да направите никаква споредба? Апсолутно споредба може да се направи. Сега веќе анализираме конкретни податоци. Имаме една цела година зад нас. Можем да кажам дека Царинската управа во 2025 година гледа една успешно завршена година од аспект на она што треба да го сработи како Царинска управа, како една од столбовите на државата, на економијата во државата, една од институциите кои што со најголеми средства го полни буџетот на Република Македонија, меѓутоа и има на некој начин одбрамбена функција во однос на граѓаните и на самата држава. Резултатите се видливи и мерливи пред све. Тоа се факти непобитни кои што не може никој да ги побие, и ако споредуваме со 2024 година, слободно можем да кажам дека имаме успешна година. Не дека не може подобро, секогаш може подобро, и тоа е еден од мотивите на новото раководство, веќе не е ново раководство, година и пол е веќе, не може ни да кажеме дека е ново раководство. Еден од мотивите е дека секогаш можеме подобро. Секој ден треба да бидеме подобри веќе сами од себе, да се подобруваме сами од себе. Резултатите од аспект на оперативно работење се навистина процентуално гледано многу поквалитетни. Меѓутоа, она што би сакал да го потенцирам е фактот дека наплативме 105 милиона евра повеќе вкупна. За толку се зголемени приходите, сакате да ми кажете? Да, приходите споредбено, односно компаративно со 2024 година. 105 милиони евра, или поточно, не би сакал да карикирам, имам тука некои податоци. Значи, во 25 година Царинската управа има наплата од 131,6 милиарди денари, или 2,14 милиарди евра, што представува раст од 5,2% повеќе од минатата година, гледано вкупна наплата, или тоа се 105 милиони евра повеќе споредбено со 2024 година. Растот е забележан по сите основи, гледано од финансиски аспект, при што приходите од царина бележат раст од 15,5%, што е навистина за почит. Од данок на моторни возила за 12,5%, од акциза за близу 6%, 5,9%, и од ДДВ при увоз за 3,2%. Поентата повеќе ми оди во гледиштето дека ние како Царинска управа имаме континуирано, веќе од кога дојдовме како раководство, имаме континуирано зголемување на приходите во буџетот и континуирано зголемување, односно подобрување на оперативните резултати во нашите царински постапки од страна на царинските службеници. Сакам да кажам дека ниту еден месец, компаративно гледано со истиот месец од минатата година, нема намалување. Секогаш имаме компаративно зголемување, со тоа што морам да бидам сурово искрен, имавме еден месец, мислам дека беше месец ноември, каде што имавме нивелација, односно иста наплата колку што беше и минатата. Меѓутоа, сите останати месеци имаме компаративно гледано зголемување на наплатата, односно подобра наплата од минатиот месец. Фактички 105 милиони евра го покажува тоа на кумулативно ниво. И ова не е случајност, ова е резултат на секојдневна напорна работа, на зголемување на нивото на професионализмот и на посветеноста.
се трудиме нивото на професионализам и на посветеност да го зголемиме и ете резултатите доаѓаат еден по еден. Пак ќе повторам, не дека не може подобро, секогаш може подобро и ние додека сме како менаџерски тим и раководство на Царинската управа ќе се трудиме и овие резултати да ги надминеме. Зошто го потенцирам ова? Затоа што резултатите што ги имаше постигнато раководството од минатата влада, владата на СДСМ, ги надминавме онака ноншалантно, затоа што затековме девастирана Царинска управа која што Зошто немало толкова наплата во нивно време? Тоа треба да прашањето на друг да го упатите. Јас односно ние знаеме зошто има сега, затоа што потенцирам, работиме посветено, попрофесионално и поангажирано. Знаеме што сакаме, имаме визија, имаме зацртана цел и се стремиме целта да ја постигнеме. Нашата цел оваа година беше 100 милиони евра од прилика да имаме поголема наплата, што е многу тешко да го дефинираш овој јануари, за да видиш колку, затоа што ова не е продавница. Не печеме леп, па толку леп ќе испечеме, па ќе продадеме то. Економијата државна е во прашање. Значи, бизнис заедницата е во прашање. Што морам да потенцирам едно од фактите со кои што ги подобривме овие резултати и многу потранспарентниот и по личен, да не речам партнерски однос со бизнис заедницата, со транспортерите, со стопанствениците и со сите други учесници во царинската постапка. Така. Господин Николовски, секојдневно слушаме за заплена на пратки на храна, гардероба, обувки преку соопштенијата ваши. Што се случува со таквата роба? Дали ја уништувате или има можност да се даде на, да речеме, на деца без родители, на хуманитарни организации, на бездомници? Што правите во таков случај? Многу погрешно граѓаните сум добивал вакви прашања чисто од граѓани. Да. Вика директоре, па еве вие гледаме запленувате ова, она, зошто тоа не го дадете? Има ли можност тоа да се донира, да се даде? Вистина е така на прва делува така, меѓутоа се е ограничено со законски акти и наши интерни акти во Царинската управа. Значи има направено добра диференцијација, морам да потенцирам. Зошто? Затоа што кога се зборува за храна и за медицински лекови, ние имаме заплена по тој основ ова година на вистина на едно солидно ниво. Мислам дека од прилика 6 тони храна имаме запленето и над 10.000 парчиња лекови, меѓу кои таблети за диабетис, инсулин, стероиди, инекции, медицински препарати за животни и друго. И секој храна и лек, сите знаеме што се увезува во Република Македонија, подлежи на дозвола од надлежни институции. Доколку ние како Царинска управа сме приметили и детектирале дека тоа не е така, ние ја запленуваме таа стока и оваа стока мора да биде уништена затоа што доаѓа во допир со граѓани, храна, знаете, добро, тоа е директно поврзано со здравје на луѓе. Нема шанса да се донира. Меѓутоа, кога зборуваме да речеме патики, не се оригинал некои. Зошто да не може на пример тие да се подарат? Можат да се подарат, меѓутоа ние не сме институцијата што ги подарува, има систем кој што тоа го работи, меѓутоа за да одземеме ние стока, на пример чевли, патики, облека било што, или било што друго, првенствено додека ако се сомневаме дека стоката треба да се одземне или е брендирана, нели, како што велиме ние народски популарно брендирана стока, мора да ја одземеме, да ја сочуваме привремено и да ги известиме застапниците, царинските застапници. Дали на вистина тие треба да дојдат и да видат дали на вистина таа стока е фалсификат или не е фалсификат. Доколку е фалсификат, а имаме одобрение од нив, тогаш истата може да се подари и донира, меѓутоа само облека или чевли. Друго не. Меѓутоа мора да се тргнат и логата мора да бидат отстранети и сето тоа пак ќе повторам со дозвола на застапниците кои што ја застапуваат стоката и брендот. Така. Кажете ми, што е со сервирањето на половни автомобили? Тоа обичните луѓе многу ги интересира. Дали е намален увозот на стари возила?
Немаме таква, нашите податоци не покажуваат таква тенденција. Напротив, значи забележена е позитивна тенденција на увоз на електрични хибридни возила. Веќе се увезуваат и електрични возила. Така да во 24-та година е забележан раст на увоз на нови и употребувани хибридни возила и електрични возила дури за 55%. Добро, хибридни е разбирливо да се увезуваат, ама за Што бројот електрични на нови хибридни зборам бележи раст од 36%. Ова придонесува за процентуален раст на возила кои што не загадуваат и се надеваме дека колку што расте нивното производство, толку ќе бидат и повеќе увезувани. Сепак екологијата е еден од приоритетите на нашата влада. Значи македонските граѓани се уште увезуваат, да речеме стари возила. Увезуваат дефинитивно. Морам да кажам дека нашите зајакнати истраги беа причина за зголемена наплата на давачки при увоз на возила. Годинава заклучно со ноември по овој основ само се наплатени 11,3 милијарди денари или 1 милијарда денари повеќе од минатата или во процент 11% повеќе од лани. Значи во превод не може да се избегне плаќањето на давачките веќе при на стари возила. Па еве фактите покажаа дека некогаш можело на неколку начини, сега веќе не може. Кажете ми, набавивте неодамна нова опрема за скенирање на пратки со цел да се спречи токму овој шверц на оружје на друга. Како функционира тој и каков до сега шверц имате спречено? Би сакал да потенцирам дека еве кажавме неколку убави работи во однос на 25-та година компаративно со 24-та и тука сме на вистина, тоа се факти, непобитни. Меѓутоа морам да потенцирам дека е жално како царинска управа сме немале до сега вакво нешто. Затоа што самото постоење и самиот факт дека во царинската испостава има таков скенер рентген, како што ние популарно го нарекуваме, ќе им држи страна на тие што сакаат да... Тој буквално скенира се, како? Се скенира. Значи, има капацитет огромен, стотици пратки во минута може да скенира и доколку има добар царински службеник кој што знае добро да го чита и да го раководи, ние царинските службеници беа обучени да функционираат на него онака баш добро. Истиот скенер е со вештачка интелигенција која им покажува директно доколку има нешто оружје. Тој е монтажен, се носи на терминали или како? Тој е веќе монтиран и ќе остане цело време во царинската испостава пошта, каде што ќе ги скенира сите пратки кои што се со мал обем, односно со обем 1 метар на 80. Толку максимум пакет може да помине. Популарниве пратки сега да речем. Така, од популарниве пратки. И се што е поврзано со оружје, со дел од оружје, со експлозив, не дај Боже, со дрога, вештачката интелигенција го покажува директно и царинскиот службеник обрнува поголемо внимание и го контролира таа пратка. Од кога го имаме поставено, можам да кажам дека немаме заплена од ваков вид, додека порано имало одредени заплени на опојни дроги, марихуана. Во такви пратки, што најчесто се шверца? Ситни количини на марихуана, одредени алатки кои што подоцна дел од оружје, кои што подоцна ако помине еден дел, за еден месец поминува друг дел, потоа може да се склопи делови од оружје. Делови од оружје, затоа потенцирам делови од оружје, затоа што тоа се мали поштенски пратки, меѓутоа оној кој што сака да се занимава со тоа, тој мисли на два чекори пред нас. Ние сме тука само да гледаме да спречиме. Така. Неодамна беше промовиран нов систем за анализа грант од Кореја. Што значи ова за Македонија и македонската царина? Искрено кажано, значи дигитализацијата веќе е нешто што е неминовно во царинската управа и можем слободно да кажем дека ние сме едни од подобрите институции во Република Македонија по однос на дигитализацијата. Зошто го кажувам ова? Затоа што е неопходно потребна за да го покачиме квалитетот на царинските постапки. Човечкиот фактор да го елиминираме што повеќе, а дигитализацијата
ни помага од два аспекти. Првиот аспект ги убрзува царинските процедури и дава многу помал простор за грешка. Многу помал простор за грешка. Затоа оваа донација од 4,8 Систем за анализа. Што анализира? Така се вика, нели? Систем за анализа. Да, систем. Значи, многу просто за да разбере нашите граѓани да разберат. Значи, ова е систем кој што сите податоци, целиот увоз, целиот извоз, транзит, сите информации за акцизна стока, целокупната евиденција на заплени, на прекршочни, на кривични пријави, се интегрирани во системот, во овој нов систем, и истите се анализираат со поддршка на високо напредна вештачка интелигенција. И воедно, истиот обезбедува податоци за пратки кои што имаат пониски цени од постоечките берзански цени. Значи ни дава информација каде што да обрнеме внимание. Втора работа што ни помага во делот на спречување на секој обид за криминал од суштинско значење анализа на податоци за патници во воздушен сообраќај, што движат во Македонија и од Македонија, ни покажува кој е ризичен, дали некој имал прекршок во некоја друга држава, доколку имаме информации, значи треба да го храниме. Да знаете кој доаѓа или кој слетува. Како pre-arrival информација. Добиваме pre-arrival информации, царинскиот службеник точно знае да не ги задржува сите од авионот што пристигнале, точно знае. Знаете кој може да е сомнителен. На кого знае кој може да е сомнителен, на него му обрнува внимание и другите не може да се жалат дека губат време при царинска постапка. Значи, детекциите, селектирањето ќе биде многу во помал процент, но погодоците ќе бидат во поголем процент. Значи нема да се губи време и нема да се малтретираат другите патници со контроли кои што не се оправдани. И трето, се овозможува подобрување на квалитет на податоци кои понатаму ќе бидат анализирани од наша страна. И тоа ќе ни придонесе со резултатите што ги добиеме од таа анализа, исто така царинските постапки да ги подобриме и да ги направиме многу пократки и по-незаморни за сите што учествуваат во истата. Така. А добивте како донација и 2 царински кучиња, веќе ги вклучивте и во при контролите. Да, ги вклучивме. Какви се тие кучиња, така? Да, значи, тоа се кучиња кои што се навистина одлично истренирани и по информациите што лично директорот на Царинската управа на Република Кореја ми кажа при предавањето, рече дека едното од нив е ѕвезда, така се изрази, ѕвезда во Кореја, затоа што имало многу заплени кои што се по негова заслуга, и можам да кажам дека заедно со уште едно куче од К9 единицата што се при Царинската управа од одделението за оперативни работи, пред неколку дена 10 килограми кокаин што МВР нели ги презентираше во јавноста и ги заплени, се со помош на овие две наши си ја знаат работата. Да, си ја знаат работата, и сакам да потенцирам дека тука ја покажавме и нашата соработка со МВР во моментот, но и во изминатите година и пол. Така, неодамна бевте во Брисел каде се зборуваше за така наречени зелени ленти. За што се работи? Зелените ленти се нешто што мора да му се обрне многу поголемо внимание, не случајно за тоа се зборува во Брисел. Значи мора да се обрне поголемо внимание. Тоа значи дека ние како Царинска управа и граничната служба на нашиот сосед, во овој случај две наши држави соседи кои што се членови на Европската унија, Грција и Бугарија. Со Бугарија сега во Брисел го потпишавме овој меморандум за зелени ленти, овозможуваат непречен проток на стока и се клучни за заекнување на конкурентноста на компаниите. И второ, градиме доверба помеѓу двете царински служби, иако ние се уште не сме во Европска унија, функционираме во систем и даваме информации на земја членка на Европска унија, како pre-arrival информација што ќе дојде кај нив, тие треба да ни даваат информација што ќе дојде кај нас. Меѓутоа, во моментов, мора да бидеме целосно искрени, во моментов
бидејќи не сме земја членка на Европска унија, уште е еднонасочна од информацијата во една насока, ние им даваме информации, а уште не добиваме, меѓутоа силно се лобира од страна на овие две држави и ние, колку што можеме нели во Европската унија, да возможиме што побрзо да добиваме и ние информација. Хубаво да разбер, значи вие на грците и на бугарите им кажувате какви камиони се, каква роба ќе влезат во последниот период. Да, тие добиваат предходно информација пред стоката да стигне таму, за да може да изанализираат и да кажат да, овој камион со оваа стока нема потреба да го, според нивните критериуми за анализа на ризик, нема потреба да го зауставиме и да чека неколку сати контрола, само документарна контрола му се прави и го пуштаат, што значи дека бизнис заедницата, транспортерите добиваат на време, добиваат во квалитет на услуги и така стануваат поконкурентни. Наместо да сврти еден транспортер 2 тури неделно, со ваков концепт на работа ќе може да сврти 3 тури неделно. Најголем бенефит има, значи најголем бенефит транспортерите ќе имаат од ова зелена лента. Сите, буквално сите учесници во постапката ќе имаат во царинската постапка ќе имаат свој бенефит, почувајќи од царинските управи на двете држави, преку транспортерите, преку увозниците и бизнис заедницата генерално. Економијата, ова ќе се познае во економијата. Треба да му се даде шанса, малку повеќе време и за сега препознаено од бизнис заедницата, така? Е препознаено како нешто што е во почетна фаза, меѓутоа силно сум убеден дека еден ден кога информациите ќе почнат да идат двострано, ќе биде уште подобро препознано и ќе има уште поголем бенефит. Така. За крај да ве прашам, еве веќе на почетокот на годината, кој е најголемото достигнување на царината во периодот од како сте на чело? Можете ли нешто да кажете, еве знак што сте особено горди? Особено горди. Горд сум на екипата, на тимот што е во царинската управа и што ги постигна овие резултати. А што е тоа што го постигнавме? Постигнавме да секој од надвор и од внатре ќе може да дојде и да види мерливи и видливи резултати и да ги компарира наназад. И ќе види дека некој се трудел, дека некој работел попрофесионално, поангажирано, имал визија, знае што прави и има визија за иднината. На тоа сум највеќе горд, ако можам да бидам горд на нешто, но морам да потенцирам дека ние, Царинската управа на Република Македонија, може и мора уште повеќе. Може и мора, но за да ние имаме резултати во интерес на државата, зборам, како Царинска управа, но во интерес на државата, како институција која што генерира покачување на условите за подобра економија во државата, која што го полни буџетот. Ние мора да имаме 100% соработка со транспортерите, со бизнис заедницата, со секој поединачен учесник во царинската постапка, без разлика дали е физичко или правно лице. И од кој аспект е учесник во царинската управа. Мора да имаме целосна постапка. Јас тоа чувство се уште го немам на она ниво на кое што би требало да го имам, затоа што по 2008 сум во Царинската управа и добро знам што мислам и што зборам. Така да еден апел, еве ова 2005 година до сите учесници во Царинската управа, почувајќи од царинските службеници, преко бизнис заедницата, преко транспортерите и царинските застапници, односно шпедитерите, сите да ги почитуваат правилата 100%, но јас сум убеден дека и овие резултати, иако се одлични, ќе можеме да ги надминеме наредната година. Така, господин Николовски, ви благодарам за интервјуто и многу успех во понатамошната работа. Ви благодарам многу за поканата, ви посакувам среќна и успешна нова година и успех во работењето.